Кога за во градинка наутро се спремам, секогаш се случува нешто да ми нема. Права ли е мамичка, кога вели често, дека јас не ги ставам нив на свое место. Здраво, другарче! Јас сум учителка Верче, а ова овде е моето другарче Стоногалката Коки. Денес јас и Коки ќе ти раскажеме една многу интересна приказна. Приказна за една друга стоногалка по име Жужу. Еве се познај се. Ова овде е стоногалката Жужу. А ти ќе ни го кажеш твоето име? Ќе ни се представиш? Колку прекрасно име имаш, а сигурна сум дека си многу паметно и уредно дете. Знаеш, Жужу бил една многу неуредна стоногалка, која постојано насекаде ги расфрлала своите нешта, па дури и своите омилени жолти чизмички. Еве, погледни. Погледни како се расфрлани насекаде жолтите чизмички. Но еден ден, неговите другари решиле да го научат како треба да се однесува. Па така, ги зеле расфрланите жолти чизмички и ги сокриле насекаде низ сликовницата. Но мене и Коки не падна жал за Жужу. И речивме заедно да му помогнеме да ги пронајде жолтите чизмички. А ти, ќе сакаш да ни се придружиш, па заедно да бидеме мали детективи? Да? Супер! Почнуваме со нашата приказна. Каде се моите жолти чизмички? Каде ли ги оставив? Од каде да почнам да ги барам? Знам, ќе го прашам ежето, може би тоа знае каде се. Здраво, еже! Јас повторно ги барам моите жолти чизмички. Да не знаеш каде се? Праша Жужу. Јас ги немам видено твоите жолти чизмички. Праша го полжавчето. Може би тоа знае каде се. Другарче, а јас и ти да погледнеме овде на сликата. Каде се? Кај ежето. Па ежето носи розови чизмички. А таму горе, да, навистина еве една жолта чизмичка, ежето ја сокрило, ја користи како чадорче. Колку паметно еже. Браво за тебе, другарче. Здраво, полжавче. Дали знаеш каде се моите жолти чизмички? Праша стоногалката Жужу. Не, овде нема жолти чизмички, одговори полжавчето. Така е, ја користи жолтата чизмичка како куќарка. Браво, другарче. Здраво, господја жираф. Јас ги барам моите жолти чизмички. Да не ги виде некаде, праша Жужу. Извини, стоногалче, се брзам, но праше го жабецот, може би тој знае. Говорила жирафата. Другарче, овде работата ми стои детективска. Не можем да пронајдам каде на сликата се сокрила жолтата чизмичка. Да гледаме убаво. Ете ја, на главата на жирафата. Браво за нас! Жолти чизмички, крак-крак. Не, крак-крак, немам видено. Оди и праша господица Фламинго. Може би таа знае каде се твоите крак-крак, жолти крак-крак чизмички, рекол жабецот. Така е, жабецот седи на една од нив. Браво! Дали ги видов твоите жолти чизмички? Не се кај мене. При нас на Фламингото. Другарче, повторно работа за детективи. Да погледнеме каде се сокриле жолтите чизмички. Да, така е. Ете, господица Фламинго ги користи како обетки. Браво за нас! Ги бараш жолтите чизмички, велиш? Мислам дека треба да ги прашаш мајмуните, одговорила лисицата.
Мудрата кума Лиса, каде ли ја сокрила жолтата чизмичка? Каде? Да, навистина, еве ја користи како филчан за кафе или чај. Итра кума Лиска. Но браво за нас. Здраво, здраво. Не знаеме каде се. Оди праша го господин Буф. Тој е мудар и знае се. Одговориле мемури. Така е, ги користат како играчка. Мислам дека треба да го прашаш лавот. Кратко, одговорил господин Буф. Така е, другарче, и господин Буф сокрил една чизмичка. Еве, ја користи за да ги става своите оливчиња во неа. Никогаш нема да ги пронајдам моите жолти чизмички. Почнал да плаче Жужу. Ете, другарче, затоа не фати жалње никој. Но да видиме што понатаму се случило. Добар ден, господине Лав. Да ни ги видовте моите жолти чизмички? Праша плачливо Жужу. А твои се, значи? Ние ги пронајдовме расфрлани насекаде, па помисливме дека повеќе не му се потребни на сопственикот и решивме да ги употребиме за нешто друго. Како куќерка за полжавчето, обетки за госпогица Фламинго, играчки за мајмуните, а јас за да ја навиткам мојата грива. Но мене ми се потребни. Јас не ги фрлив, јас само ги расфрлав. И тогаш Жужу ја согледа неговата грешка. Вети ми, Жужу, дека од денес ги ставаш работите на своје место, рекол лавот. Ти ветувам, и тоа веднаш ќе го сторим. Од чест на ветувањето на Жужу, сите заедно организирале забава. А Жужу од тогаш понатаму сите нешта ги ставал на своје место, вклучувајќи ги и многобројните жолти чизмички. Еве, погледни како само се наредени. Ти благодарам, другарче, што беше дел од оваа наша приказна. А сега да видиме што научивме ние од приказната. Кажи ми, ти текнува ли како беше името на стоногалката? Ајде да го вклучиме нашето главче. Мисли. Така е, Жужу. Името Жужу започнува на буквата Ж. Ж како жирафа, Ж како жито, Ж како жаба, Ж како желат. А кажи ми, каква боја биле чизмичките на Жужу? Ајде повторно да го вклучиме нашето главче. Мисли. Може би црвени како овој триаголник? Или сини како овој круг? Или пак жолти како овој квадрат? Така е, жолти како квадратот. Жолта боја како сонцето, жолта како канаринецот, жолта како нарцисот, жолта како качунката. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од ова нашето живување. Научивме многу работи за буквата Ж, жолтата боја и секако убавото однесување. Се надевам на скоро видување!